Ви благодарам. Почитуван премиер, почитувани кандидати за министри, почитувани колеги, почитувани граѓани, кога од самиот почеток целите кои што треба да ги постигнете, ги градите врз погрешни политики и стратегии, тогаш е неминовен денот кога ќе се соочите со неуспехот. Можете да изманипулирате или да излажете еднаш, два пати, три пати, еве нека и повеќе пати, но да користиш местенки, да си лицемерен, а уште повеќе да ги искористуваш своите блиски луѓе, кои што својот политички кредибилитет и својот професионален кредибилитет го граделе на нивно знаење, способност, вештина, е кога тогаш на вистина тоа ќе удри од глава, истото како тоа што се случи во врвот на владата на Република Македонија. Така бидна. Како што и самиот почитуван господин премиер можете да констатирате, пополека вашите блиски соработници некако ве напуштаат. Уствари ги напуштаат политиките кои што сметат дека се штетни за Република Македонија. Исто така со средбите кои што ги имаме со граѓаните, се повеќе ваши членови на Социјалдемократскиот сојуз и симпатизери ја критикуваат ова ваша политика, која што исклучиво води сметка само за своите лични богатења и бизниси, политика од која што искрсна и најкорумпираната афера, најголемата афера, не во Република Македонија, можеме да речеме и пошироко во регионот, тоа е нели аферата Рекет. И верувајте, во иднина, истата ќе се земи како школски пример, таму каде што ќе се изучува како треба да се бориме против криминалот и корупцијата, секако како негативен пример, и ќе се кажува како една влада во своето владење ги искористувала, ги употребувала институциите за остварување на своите лични богатења. Никако за потребите на граѓаните, но затоа за своите лични потреби, така, како да кажам, многу софистицирано ги искористувала, а при тоа кажувајќи дека тоа е согласно закон и законски прописи. Да се прикажеш од една страна дека сте на вистина, не знам, најголемиот борец од осамостувањето на Република Македонија до денес во борбата против сузбивање на криминалот и корупцијата, а од друга страна така ревносто да ја практикуваш за лично богатење, при тоа да злоупотребуваш луѓе и да ставаш во притвори и затвори за некакви небулозни нивни местенки, а при тоа за нивни спас, почитувана колешке, да нудиш рекет, е тоа навистина, ако го видевме во некоја земја која што нас не обкружува, знаете што ќе речевме? Ова го има само во криминалните филмови. Па може би и врхушката на Социјалдемократскиот сојуз и гледала многу вакви, да речам, криминални филмови, потикната од нивната, во наводници, поучна содржина, веќе почнала и реално да ги практикува. Но верувам, верувам, дека во иднина ќе се појави некој режисер, кој што е ова реална ситуација во нашата земја, ќе може да ја преточи во филм и ќе ја стави на филмско платно, за да можат граѓаните во иднина и идните генерации да ја осознаат целата политичка перверзија која што имаме на политичката сцена во нашата држава. И сега секако ќе речете зошто една ваква увертира, кога денес разговараме нели за поставување или за предлози за министри, конкретно за Министерство за финансии, на кој што беше вашиот премиер намерачен, но согласно нели они укажувања кои што ги кажувавме и моите колеги од опозицијата и антикорупцијска, некако се повлекува. Но зошто сега сакате повторно да изманипулирате јавноста? И еве да одиме поред. Сакам да кажам дека немам ништо против, конкретно за лицето кој вие го предлагате за министер за финансии, не ја познавам личноста, од незиното CV можам само да се воодушевувам на незиниот досегашен успех, но секако ќе бидам против и сум против, доколку она што се појави во јавноста, а доколку вие почитуван премиер, тоа сте го знаеле, а сте го преќутиле,
верувајте, тогаш не можам да се сложам со вашиот предлог за кандидатката. И вака. Не знам, излезе во јавноста дека имала досие во МВР. Не знам, тоа требаше вие да излезите со документ дека тоа е лага. Дека брендот Групер, чиј основач е кандидатката, првиот македонски онлайн сервис за шопинг, представен како најголем успех на предлог министерката за финансии, е плагијат или украден од америчкиот бренд Groupon. Еве кажа, уствари ви убедила кандидатката дека не исплаќала плата од 12.500 денари на вработените, верувам во тоа, и покрај тоа што не покажавте документ дека тоа е така. Нека излезе ова е се што излегува од јавноста, а кој што вие бевте должни ова да го расчистите тука. Да немаме било какви сомнежи околу вашата кандидатка. Дека во минатата 2018 година секој вработен во Групел придонел во компанијата да има прилив од неверојатни 1.912.170.000 денари, а за возврат на трудот добила нели минимална плата од само 12.500 денари нето. И она што најповеќе ме заинтригира и веќе ми даде одговор на моите сомнежи зошто вие ја предлагате Нина за кандидат за министер на Министерството за финанси, нели неодамна имаше еден скандал, за жал, вашиот мандат бил така предодреден, секој ден да имаме по некој нов скандал, скандалот со Фондот за инновации и технолошки развој, кој што додели грант во висина од 20 милиони денари на компанија Decodix до, каде што основач меѓу другите беше и Христина Керкес, сната на Цветанка Ласкова. И фондот, поради овој скандал, побара од компаниите со одобрени грантови, нели да достават изјави за поврзаност со носителите на јавни функции, притисок на јавноста, откако беше објавено дека поголемиот дел од тие средства беа предадени или доделени на луѓе кои што беа блиски до власта. Директорот на фондот, Јован Деспотовски, неодамна, пред неколку дена, кажува дека во фондот е доставено известување од компанијата Decodix за почната постапка за изземање од собственичката структура на Христина Керкес, што е во ред. Централниот регистар, постапувајќи по пријавата за упис на промена и стапување на основач со пренос на удел, го избриша името на Христина Керкес и сега како собственици на Decodix остануваат Горан Кункуловски, Иван Кункуловски и, почитувани колеги и јавност, нашиот кандидат за министер за финанси, односно Нина Ангеловска. И сега, секако ќе се сложите со мене и со мислењето на моите колеги, дека сето ова фрла сомнеш на вашите честни намори кои што сте ги имале со предлог кандидатката за министер за Министерство за финанси. Но, ова кажува дека да, имате одредени намери зошто ова токму кандидатка треба да биде министер за финанси. И ако ова сето е точно, почитуван премиер, тогаш дозволете да се сомневам во тоа дека вие пред нас, пред пратениците, понудивте чесен, професионален кандидат за министер на Министерството за финанси, но јас сметам дека вие, наспроти тоа, само понудивте лојален поддржувач на вашата криминална политика. И тоа е, почитувани колеги, заклучокот од целата ова увертира на мини реконструкцијата на владата и она што и во минатото и денес господинот Зоран Заев во континуитет го прави. И си оди спротивно на неговите постојани кажувања дека тој ќе биде демократ, дека тој ќе предлага луѓе кои што ќе бидат врвни професионалци, кои што нема да бидат корумпирани и така натаму, и на крајот дека тој нема да биде кум на сите министри, дека ќе ги остави самите да донесуваат одлуки, а на крај краишта гледаме дека тој на нивните
уствари начело на министерствата носи луѓе кои што фактички ќе бидат исклучиво само негови вазали. Ви благодарам. Ви благодарам за